вечер и добре дојдовте во Топ тема. Специјалното јавно обвинителство повеќе го нема. На една година пред планираниот крај. Формално згасна институцијата што требаше да ја врати довербата во правото и правдата. Всушност, институција има и законна сила има, но без моќ и обвинители кои би биле активни во правосудниот систем. Сега еднината на предметите од утре во рацете на државниот обвинител Јовески. И додека власти и опозицијата меѓусебно се обвинуваат кој го штити криминалот, а кој се бори за правда, останува дилемата. Кој го закопа СЈО? Пред се затоа што се уште постои важечкиот закон од кој партиите се откажа. Под тука и дилемата дали по колапсот на специјалното јавно обвинителство е можна реанимација на комираната правда. Ова се само тези за дебата со моите вечерашни гости. Универзитетскиот професор Арта Билјали Зендели. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Ружица Николовска, адвокат. Добро вечер и добре дојдовте. И Звонко Давидовиќ, адвокат. Добро вечер и за вас. Професор, ќе би почнал со вас. Овој правен апсурд и нови јазлив во кој што се заплеткува политиката секојдневно, како професор по право, би го сместиле каде? Првата теза која што ја поставивте овде, кој го закопа СЈО, мислам дека е во ред и мислам дека најмногу СЈО се закопаа самите. Почетокот им беше многу добар, ветувачки, и се очекуваше таков почеток после сите тие прислушкувани разговори и после сета таа неказнивост. Меѓутоа, со текот на времето, кога веќе почнаа да се занимаваат со тривијални нешта, со некои предмети се занимаваа премногу, а со другите ги оставија и го помина и рокот од 18 месеци. Мислам дека тука веќе почнаа првите разочарувања или првите сигнали дека нешто не е во ред, нешто не функционира во ред. Јас ова сум го кажала и порано кога не за рекет, туку ни Р не знае за рекет, дека нешто е сомнително што толку многу важност им се придава на одредени случаи, а не се занимаваат со вистинските случаи. Плюс, освен тоа, немаше ништо од конфискацијата и од другите финансиски истраги со кои што се паѓаа своевремено. Политиката сега требаше да најде решение, но пред да дојде 15 септември, за жал, имаше време, се знаеше, 3 рокови има во законот за специјалното јавно обвинителство, 18 месеци за подигнување на обвинение, 4 години мандатот на специјалната Катица Јанева и 5 години важи законот. 4 години се знаеше кога ќе поминат и мислам дека политиката како да не ја одговараше предвремено да презема мерки за да се најде начин да се надмине оваа ситуација и да продолжи борбата или да продолжи постапувањето по сите тие кривични дела. Вие правниците без оглед дали сте од академски аспект, дали практичарите, уште во стартот наоѓавте многу мани и недостатоци во законот така како што беше поставен. Сега може би изгледа малку депласирано оваа прашање, меѓутоа во оваа актуелна кавган меѓу политичките партии, кој во преговорите за новиот закон со кој што треба да се уреди статусот на специјалното јавно обвинителство, кој го во кавгата, кој го брани криминалот, а кој правото и правдата, се наметнува дилемата и веројатно на тоа ќе треба да се одговори во еднина, зошто едноставно се заборави законот. И денеска, кога практично формално ние го немаме СЈО, сепак имаме важечки закон и имаме институција со околу некаде и до 100 вработени надвор од обвинителите кои што денеска си замина. Добро, сега јас не можам да ви давам тоа одговор, не знам што се случува. Меѓутоа, мислам дека перцепцијата на неказнување некому му одговара и сите тие молчешком се согласни да поминат некои работи без казнување, и власта и опозицијата. Мислам дека и наетот на опозицијата, меѓутоа и недетермираноста на власта се исто виновни за состојбата во која што сме.
И она навиката на неказнување, на кое што нашите политичари никако не може да се одречат од таа навика. Да прават што да прават и на крајот да не се казнуваат. Госпоѓа Николовска. Знаете како? Се донесе закон за специјалното јавно обвинителство, кој што закон беше резултат на политички преговори. Меѓутоа, сакам една друга работа да истакнам. Кога зборуваме за обвинителство, па поготово улогата што се даде на специјалното јавно обвинителство, стварната надлежност која што им се воспостави, па знаете што тоа требаше да биде една таква институција, да презентира еден таков интегритет, таков кредибилитет, таква независност и професионалност, што ќе кажам, за жал во пракса тоа не се случи. Дури и од самиот почеток, мислам дека не беа 100% достојни на своите задачи. А ги имаа сите механизми, ги имаа сите алатки, да не говорам за буџетот кој што го имаа. Така да во голем дел сметам дека се самите виновни за својот пропаст и дополнително она што се случуваше сега во последниот период со главната личност, односно со специјалната јавна обвинителка, која нешто на вистина фрли огромен сомнеш за целата нивна работа. Давидовиќ, која е вашата прва генерална оценка, па после ќе трнеме ред по ред со сите дилеми кои што се намајтнаа од денешната Јас се согласувам со моите соговорнички, особено на дел дека прво се самите виновни, колку ние да ги браневме. Тоа беше добра идеја. Значи, СЈО како идеја, не како она што се изроди после и не како законски текст во кој преговараат 4 најголеми партии, кои не го познаваат баш добро правото, тоа се види со сите проблеми кои понатаму законот го донесе, па позицијата и власта инсистираше да се спроведе, не знам, ВД и многу други работи, кои не држат едноставно и се покажа дека не држат. Џабе во јавноста се препукуваат и се објаснуваат. Прво, беше добра идеја и имаше страшна подршка, но да бидеме искрени, не доаѓа очекувани резултати. Ние пресуда немаме. Значи, ние после е нешто што настанува со рекет и со катица. Прво, ние немаме пресуда, каква што треба, за големо кривично дело. Ако се бавите, Добро, тоа зависи од судството. Не, тоа зависи од обвинителството и од вашата спремност и брзина да го презентирате својот материјал и го натерате судот да го реши. Ви имате обвинителство за организиран криминал кој многу побрзо работи. Требаше да научите некои работи и требаше и други алатки да применат. Ако се бавите вие, повторно ќе кажам, со гаките на Ивона, со некои други работи, кои се кривични дела, но се 5 парачки за оно што го слушнавме ние во снимки. И губите време. И не испровечувате резултати. И на крај капак, однесувањето оно што дојде како рекет и сомневање во првиот човек на специјалното јавно обвинителство, сами се закопаа себе си во меѓувреме, се прикажува како Чалиевите ангели, па има цели серии документарни и сето тоа на обвинител не приличи. Втора работа, и позицијата и опозицијата активно учествува во рушењето на специјалното јавно обвинителство. Прво затоа што ние имаме постоечки закон, се обидува политиката, секојаш се обидува да го реши онака на брзина надвор од закон, како што највише им одговара, и се обидуваше овој период специјалното јавно обвинителство на тој начин да се реши. Со некои полузаконски решенија, како веде специјален јавен обвинител, па не знам што, после да се прави, наместо, ако веќе се планираше, а постои таков предлог во Советот за реформи, да се формира во редовното јавно обвинителство, самостојно обвинителство, специјално јавно обвинителство кој се бави со иста надлежност, но ќе биде под капа и во рамки на хиерархијата и пирамидата на редовното обвинителство, немаше да има вакви проблеми. И се согласувам дека недетерминираноста на власта, немањето на желба да се обиде да го сочува специјалното јавно обвинителство и желбата на опозицијата од причини, поради предметите кои се водат, да не постои специјалното јавно обвинителство, го даде овој резултат. Вие сте свесни дека во ситуација кога и беше потребна на власта, 80 пратеници не бираа средства да ги имаат. Сега не се обидува тоа ние да го направат.
И сега останува прашањето што понатаму, а дел од можните сценарија произлегуваат и од денешната пресконференција на председателот на Советот на јавни обвинители, која уследи по разрешувањето на обвинителите. Елена Ивановска-Муковска со повеќе детали. Не само што повеќе не е специјална, Катица Јанева не може да се врати ниту во гевгелиското обвинителство. Па Советот на јавни обвинители го повлече и решението со кој меруваше работното место во родниот град. Нејзините помошници Советот ги враќа во матичните обвинителства. 5 мина во Скопското, останатите низ градовите во внатрешноста. Обвинителката Лиле Стефанова, која дојде во СЈО од организиран криминал, се враќа во обвинителството во Радовиш. Со оглед да во однос на неа е изминал мандатот од 4 години, кој е утврден со датум, односно незиниот мандат во ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција и престанал на 15 мај 2018 година. Но обвинителите од СЈО нема од утре да седнат на старите бироа во основните обвинителства. Обвинители од специјалното за Телма велат дека и наредните денови треба да одат во зградата на Руцвелтова, бидејќи минатиот петок државниот обвинител Јовески им ги довери предметите што ги работеа во СЈО, се додека тој не утврди за секој предмет поединечно кој обвинителство е надлежно и кој обвинител ќе го води. Во обвинителството за организиран криминал ќе нема ниту еден обвинител кој што претходно работел во специјалното, а како што е познато, голем дел од предметите на СЈО се токму од областа на организираниот криминал и корупција. Што ќе биде понатаму со овие предмети и кој ќе ги води? Дали старите обвинители или нови? Од Советот на јавни обвинители велат дека тоа е во надлежност на државниот обвинител Љубомир Јовески. Една од опциите кои се разгледуваат во јавност е Советот времено да упати дел од обвинителите од СЈО во обвинителствата кои ќе добијат во надлежност предмети на СЈО. Колевски пак вели дека може да се прошири систематизацијата во обвинителството за организиран криминал, за таму преку оглас да влезат и обвинители од СЈО. Но првично менаџирањето на предметите е во рацете на Јовески и тој ќе определува кој предмет кој обвинител ќе го води. Па така патот на предметите од СЈО може да заврши повторно кај поранешните специјални. Ние како Совет можеме систематизацијата на работни места да ја прошириме во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, да објавиме оглас на кој што ќе може да учествуваат сите јавни обвинители, меѓу кои досегашните специјални јавни обвинители, и на одржана седница на Советот да се донесе одлука за нивен избор. Меѓутоа, претходно, како што кажав, треба да Советот да донесе одлука да се прошири систематизација кај ова јавно обвинителство. Тоа е процедура што ќе трае додека да се направи оглас и избор и одлука да се донесе. Во меѓувреме, тоа значи дека предметите што ги вода од организиран криминал ќе мора да ги води некој друг обвинител во тој одел? Тоа е право на избор на државниот јавен обвинител, како што кажав претходно. Конкретен предмет може јавниот обвинител да додели на работа на конкретен јавен обвинител. Тоа право го има согласно Законот за јавно обвинителство и тоа може да биде за сега привремено решение во однос на постапувањето. А во догледно време, како што реков, со проширување на бројот на јавни обвинителски места во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Според најавите, првите одлуки Јовески ќе ги донесе уште утре, а како што најави претходно приоритет ќе имаат предметите кои се во фаза на судење, за да не се одлагаат повторно. СЈО како институција останува да постои уште една година и доколку собранието предложи кандидат за нов шеф, Советот ќе избере нов специјален обвинител, вели првиот човек на Советот на јавни обвинители Ацо Колевски. Во зградата на СЈО остануваат и вработените. Голем дел од материјалите, меѓу кои бомбите кои не се дел од предметите, а за кои Јовески уверува дека ќе се чуваат со зголемени безбедносни протоколи. Ете, тоа беа деталите од денешната седница на Советот на јавни обвинители, на која им е одземен мандатот на помошниците на поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева. И професорке, сега тие треба да се вратат, односно се враќаат веќе во своите
матични обвинителства, најголем дел се во Скопското, но слушнавме остануваат повторно на Рузвелтова за да ги чуваат предметите кои што во петокот им ги довери државниот обвинител Јовески. Во кое својство? Тие веќе не се ниту специјални обвинители кои што во петокот ги имале во владение и добиле задолжение да ги чуваат, сега повеќе не се ни тоа. Продолжуваме ли со нови абсурди и парадокси? Да. Мислам дека продолжуваме со нови парадокси. По се изгледа некои од нив се многу поврзани со нивните предмети, тоа јавно го искажаа во минатите недели. Меѓутоа, од обвинител со сите тие надлежности, пошто сепак тие се обвинители на кои илјадници луѓе од Македонија им носеа маички со нивниот лик, да станат чувари на предмети, навистина ми е парадоксално. И жал ми е, не лично за нив, пошто не само за нив како индивидуи, туку и за целиот овој процес, навистина мислам дека е многу жален. Од сите тие надлежности што ги има, од сите тие можности, буџетот е друга работа више, да завршиш како чувар на предметите, навистина е жално. И навистина мислам дека тие што имаат можност да најдат решенија, нека најдат. Добро, тоа е времено, тие ќе се вратат се практично вратени на своите работни места. И сега слушнавме дека следните потези се веќе може да се очекуваат од државниот обвинител Јовески, кој што по законот за јавно обвинителство има право да делегира и предмети, да бира и обвинители. Можете ли сите тука, прво, се чини дека некако на политички план, барем според дискурсот на пресконференциите денеска и од ВМРО ДПМНЕ околу идните решенија, тоа подоцна ќе го дебатираме, како веќе да се занемари оној дел околу легитимноста и нелегитимноста на преземањето на предметите и сега веќе се оди кон тој нов чекор како тоа ќе се операционализира. Колку сте вие правно на чисто дека сето она беше претходно и веќе утре претходно беше во ред и утре веќе може да се оди кон овој втор чекор? Добро, можеби не е легитимен или законски чинот на предавање на предметите, меѓутоа сепак некое чаре требаше да се најде. Имајќи предвид правото на делегација, начелото на делегација кој што го има јавниот обвинител на Република Македонија, мислам дека најдоа опортуно решение како сега да ги однесат помошниците на специјалната јавна обвинителка во матичните обвинителства и после тој да се повика на соодветниот член на Законот за јавно обвинителство и да им ги делегира предметите. Мислам дека во одредени случаи, во крајна нужда треба да се најде некое решение и пак ќе нагласам дека се знаеше дека Катица Јанева има мандат од 4 години и требаше претходно да мислат за да не дојдат на ова ситуација и Советот за јавни обвинители, меѓутоа за жал и лидерите на политичките партии, пошто сегаш знаеме дека тие ги работат нештата и само им ги даваат на соодветните тела за аминување. Сега тоа е можда единственото решение, најмалку болното решение со кое може да се постапи понатаму. Не може сега сета таа работа 4 годишна и сето тоа буџетирање на специјалното јавно обвинителство едноставно да се фрли во вода. Мора да се најде начин да продолжи понатаму. Дали овие лица имаат легитимитет да продолжат и дали ќе биде во право Љубомир Јовевски, господинот Љубомир Јовевски, која ќе им ги довери, ако им ги довери на помошниците на Катица Јанева, тоа малку сум скептична. Не верувам дека некако фројдовски сите говориме кога ќе им ги додели. Да, мислам дека ќе им ги додели. Мислам дека ќе им ги додели. Пошто има и еден член на самиот закон за јавно обвинителство дека специјалното јавно обвинителство не може да се натера да дава предмети на другите обвинителства и не може да прима инструкции од другите обвинителства. Меѓутоа, ако станува збор за кривично дело кое што не произлегува од прислушкуваните разговори, мислам дека членот 4 или 5, кај надлежностите, последниот став,
може републичкиот јавниот обвинител на Република Македонија да ги земе тие предмети и да ги даде на соодветните обвинители. Сега тие не се повикуваат на ова, пошто сега скроз состојбата излезе од контекст, нема више специјална јавна обвинителка, меѓутоа такво решение јас лично очекувам. Дека сега, штом се распределени во матичните обвинителства, повикувајќи се на правото на делегација или началото на делегација, ќе им ги довери пак на истите, а прашањето на нивниот интегритет и легитимитет да продолжат останува да се види. Не верувам дека сета таа афера на рекет е извршена само со 2, 3 или 4 лица. Мислам дека кругот е малку поширок. За рекет на крајот, Николовска, додека оди овие варијанти во прилогот и освртот на оно што се случуваше денеска и можните сценарија за тоа што од утре, кратко прокоментиравте дека сепак не можете да преминете преку начинот на примопредавање и да влезете во анализа на тоа што од утре. Зошто? Вака сега, пред да прокоментирам на самата тема за примопредавањето, сакам да укажам на една работа. Постоењето на делотворно и правично, кривично правосудство е основен предуслов за едно демократско општество и за владење на правото. Многу се избрза и не можам да разберам зошто такво силување на времето за такво брзо предавање на предметите. Меѓутоа, во делот на предавањето на предметите, иако се наведува цело време дека предметите се предаваат кај државниот обвинител господинот Љубомир Јовевски, реално предметите се само попишани. Физички и фактички тие се уште се наоѓаат во зградата и во канцелариите на специјалното јавно обвинителство. Па имаме тука и дилема. Таму има доверливи материјали, има докази. Што се случува сега? Постои ли увид? Кој влегува таму? Кој излегува? Кој има контакт со сите тие материјали? Мислам, тоа се навистина сериозни прашања. Второ, предавањето на предметите кај државниот обвинител и како што слушаме и од изјавите и се, точно, за обвинителството важи принципот на субординација и хиерархија и тој може да делегира надлежност на некој обвинител да постапува, на некому да одземе надлежност и така натаму. Меѓутоа има една друга спорна работа со самото предавање на овие предмети и нивно преминување во други обвинителства. А тоа е колку можат другите обвинителства да постапуваат во смисла на доказите и во смисла на законитост на доказите. Од причина што сите предмети кои што се поврзани со нелегално прислушкуваните разговори, за нив токму беше формирано специјалното јавно обвинителство на кое што му се утврди точна, конкретна стварна надлежност. И само за тоа специјално јавно обвинителство е утврдена таквата надлежност. Па дали можат другите обвинителства да постапуваат? Е прашање кое што навистина треба да се разгледа, затоа што и tekako е важна таа состојба, односно законитоста на доказите, бидејќи сите знаеме дека тие беа стекнати на незаконски и нелегален начин. И дали истите сега може да се искористат во постапки пред другите обвинителства, а не она обвинителство кое што беше создадено токму за тие предмети. Колку ова Давидовиќ може да го одолжи враќањето во оддржувањето во живот во правна смисла на предметите од СЕО, бидејќи се објаснуваше дека тоа беше клучната цел. Предметите, особено оние што се во судска постапка, да продолжат. И сега од утре останува тоа право на државниот обвинител да ги додели, тој може да ги додели на истите предмети и на Ристовска, може да најде образложение зошто му го дава и на Рустеми кој што се врати во Куманово, зошто одредено обвинение го дава на Стефанова која се враќа во Радовише и така натаму. Тоа е се во негови раце, неприкосновен е во тој дел од одлуките, ако не преминеме на онаа втора фаза што ја спомена председателот на Советот на јавни обвинители, но за сега прво ова која што
изгледа најбрза и најефикасна. Приметувате ли она што и вие го кажувате? Оваа прва фаза, па се смислува успад и добиваат идеи по пат, качувајќи се или симнувајќи се по скали од обвинителството, што ќе направат со една многу сериозна работа, која меѓународната заедница не удри по глава, па мора да го формираат специјалното јавно обвинителство. Не, јас ве прашувам сега прво за ова делење, а и тука имам дилема, бидејќи размислува во мигов, кога предметите и кога е катица разрешени, кога предметите веќе не знаеме што да им правиме. Сега размислува и председателот на Советот на обвинители, ама тоа не го правеа пред 2 недели. И не знам која е разликата. Сакам да ви кажам дека она што се случува е наш табиет, наш ментален склоп, за жал, да се размислува во последен миг, да се прават правни акробации, многу далеко од умот и од законот, кому му се свиѓал или не му се свиѓал законот, но законот постои. И сега дојдовме во ситуација, специјалното јавно обвинителство, кое требаше да ги гони сторителите, јавните функционери, сторителите на кривични дела, и се формираше затоа што редовното јавно обвинителство не функционираше, таквото редовно јавно обвинителство, кое не се реформираше, ама ни Р од реформи не виде, ги доби предметите на специјалното јавно обвинителство и сега ќе решава кој обвинител ќе ги води. Сега да ви кажам, било кој од обвинителите кој беа во специјалното јавно обвинителство веќе не ќе може на ист начин да работи, затоа што го нема тимот, затоа што ги нема колегите кои се со него, него е сам во тоа основно јавно обвинителство и ги има тој конкретен предмет кој треба да го сработи. Што е со другите предмети? Што е со материјалите кои не се преслушани или материјалите кои немаат врска со подигнатите обвиненија? Веројатно затоа се вели приоритет ќе се даде на предметите кои што се во судска постапка, бидејќи сите докази се веќе во суд. Секоја нормална правна држава ги регулира особено ваквите работи со закон. Ние имаме постоечки закони кои не ги почитуваме, а не се обидуваме да донесеме нови законски решенија за да ги сочуваме предметите. Јас се согласувам. Сите сакаме тие предмети да завршат, да добијат завршница. Премногу е вложено, премногу сите истргавме и дадовме подршка за ова, за да не го видиме крајот. Но најверојатно судска завршница како што почнало, многу тешко наскоро да видиме. Затоа што се продолжува со истиот начин на функционирање. Се продолжува со некакви квази решенија, некакви адхок решенија во мигот, ама никако нешто не регулираме со закон. Ви имате многу сериозни материјали таму, многу сериозни предмети за кои допрва јавниот обвинител поради кого се формираше, не конкретно као име и презиме, но поради функцијата на јавниот обвинител и другите обвинителства се формираше СЈО. И сега он ќе решава за предметите на СЈО. Тука има уште една дилема, никој не ја спори таа надлежност на Јовески, дури да ги одбере и истите обвинители. И најавите се дека првите одлуки ќе бидат донесени веќе утре, но што доколку во меѓувреме политичките партии договорат некое законско решение, без оглед дали тоа ќе биде сега решението кое што го заговара власта за, односно се враќа на тоа старо решение за 2 обвинителства, професорке, или ќе биде она второ, трето, кое беше веќе решение за спојување на 2 обвинителства, односно за формирање на ново обвинителство за организиран криминал и висока корупција. Значи имаме ситуација во која што Јовески од утре можеби ќе подели 1, 2, 3, можеби ниту еден, но најави веќе одлуки. Но од друга страна во политичкиот диалог имаме сигнали дека ако има договор, тоа би можело да биде во следните 3 дена. И сега хипотетички предметот е доделен на XX обвинител кој што и без оглед да не ги споменуваме имињата, сите се во јавни обвинителства, а решението, например, биде формирање на обвинителство за висока корупција или спојување на СЈО во обвинителството за организиран криминал. Јас не мислам дека тие не се во координација. И лично
Јавниот обвинител на Република Македонија со преговорите, да, не мислам дека не се Тоа би било координирани. страшно. Па сега ако сакаме да зборуваме реално, да не фрламе само теории дека тоа не е можно, ние знаеме дека тоа се случува секој ден. Ја не мислам дека тие се, значи, не се координирани во врска со ова работа. Иако по природа сум оптимист, овој пат не сум некој оптимист дека набрзо ќе се најде некое решение за законот за јавно обвинителство. И имам пречувство дека ќе оди ова варијантата на јавниот обвинител на Република Македонија, тој ќе ги додели, а тек ќе видиме преговори за законот за јавно обвинителство меѓу власта и опозицијата. Би сакала да грешам, меѓутоа кога размислувам како да работите, мислам дека не се на прагот на наоѓање решение за јавното обвинителство. Уште сме на теренот да нема закон. И сега тука председателот на Советот на јавни обвинители како втора можност споменува нова систематизација на обвинителството за организиран криминал, но тука имаме еден институт што се вели оглас на кој што може да се пријават сите. И освен тој прв проблем, огласот, кој што и не е толку голем проблем, имаме уште еден втор. А тој фактот што голем дел од обвинителите од специјалното јавно обвинителство, денеска разрешените помошници на Катица Јанева, односно со констатиран престанок на мандат, не би можеле воопшто да се пријават на тој конкурс, бидејќи не исполнуваат еден од посебните услови, а тој не е ниту години на стаж, ниту искуство, туку едноставно се вели евалуација на изминатата 4-годишна работа. Никој од овие 12 обвинители нема обвинение со сопствен подпис. Тој е само застапник на поранешната специјална обвинителка Катица Јанева. Сега, колку ова втора опција на првиот човек на Советот за јавни обвинители е практично изводлива ако се гледа интенцијата дека е намерата голем дел од поранешните специјални обвинители да останат да работат на предмети. Јас би рекла на овој дел, еве токму тука доаѓаме до она што го реков и на самиот почеток. Преголемо избрзување на целата состојба и на самото примопредавање на предметите. Ама добро, господја Зендели мудро заклучи дека тие се во координација, па може би оваа втора варијанта ние и безпредметно ја разговараме, но постои и е кажана и ги има сите дилеми, ги носи сите дилеми. Не би можела да кажам или да знам дали е навистина така, но ако е така, тогаш тоа е незамисливо, затоа што еден обвинител треба да биде независен, непристрасен и да биде одвоен и од извршната власт и од апсолутно од се, значи самостојно да носи одлуки. Ако е така, јас ќе преќутам. Нема повеќе да коментирам. Меѓутоа, што ќе се случува и како ќе се случува, не би можела да кажам, затоа што логично е дека овие обвинители кои што беа помошници на специјалната јавна обвинителка, по мене е логично да се вратат онаму од каде што се дојдени. Неспорно е тоа. И така и треба да биде. А дали ќе постапуваат понатаму или не, тоа сепак може да биде одлука на јавниот обвинител на Република Македонија, како што реков, заради својата надлежност што ја има. Но знаете што ќе кажам, иако рековте ќе зборуваме за рекет и подоцна, целата ситуација околу тој случај и кои би можеле други можни лица да бидат инволвирани и се, за мене лично, фрла сомнеш колку би било веродостојно тие обвинители понатаму да постапуваат по Добро, тие предмети. тука имаме изјави на поранешната специјална обвинителка дека тие предмети се воделе конспиративно, дека многу мал дел обвинители знаеле за нив, односно освен обвинителката која што била вклучена. Специјалната јавна обвинителка често пати знаеше да има контрадикторни изјави и да бидат чудни за јавноста, така да не би се осврнала премногу на тоа. А знаете, кога сакате во одредена ситуација со нешто да се извлечете или нешто да прикриете, може да направите било што. Давидовиќ, што е ова, ајде условно сценарио бе
проширување на систематизацијата на обвинителството за организиран криминал? Све е можно кај нас. Времето покажа дека се е можно, дури и она што мислиме дека е невозможно, така да е едно од можните решенија за кои размислуваат. Јас само знам дека требаше многу порано да се размислува за ова и дека многу порано требаше да се најде солуција за да не дојдеме во ваква ситуација каде што сега повторно брзаме, повторно адхок решенија правиме и сето тоа. Не слушам и не слушнав изминатив период, а мораше да знаат, дека дури јавниот обвинител на Република Македонија со своји предлози можеше да помогне, а такви предлози не слушнав. Преговорите на политичките партии се погубни. Јас многу пати сум кажал за конкретни законски решенија, две партии да ги стават на маса, они можат генерално да разговарат за определен закон за политиката во тој дел, значи политичките одлуки и правецот во кој ќе се движи државата, но не и за конкретни решенија за кои преговараат и разговараат како сега, и тоа е погубно што и се покажува за праксата, наместо да седнат луѓе од пракса и луѓе кои ја познаваат таа материја, како што се професори, обвинители, суди, адвокати, да дадат своји предлози и да го решат. Ова се почна со еден закон за специјално јавно обвинителство, манлив таков како што е, ни создаде проблеми во пракса заедно со другите работи и сега ние продолжуваме наместо да бараме законско решение и да трагаме по тоа за да го вклопиме себо и предметите и луѓето во постоечкиот систем, нормално да се функционира, ние повторно бараме некои адхок решенија задкулисни, каде што во мигов ќе изгасиме пожарот, ама задутре може да биде уште полошо и да букне пожарот и да изгори многу повеќе. Ама за тоа во мигов не се размислува и мислам дека тоа трае веќе со години. Дека ние се одвикнавме да имаме чисти и јасни позиции, јасно и честно да се излезе од страна на политичарите, обвинителите и да се кажат проблемите и решенијата и честно и јасно да се прифати одговорност. Немањето на одговорност е работа која нас не кочи изминатиот период. Ниту еден од политичарите кои ставија рака за катици и подпиша не излезе макар да се извини и да преземе макар морална одговорност за неговиот избор и предлог на катица. Па се понамаму и со сите законски решенија, обиди и сите политички игри, ние дојдовме во ваква ситуација каде што политичките партии меѓу себе се спинуваат и се обвинуваат кој е виновен што не се гони криминалот, а криминалот не го гони никој и криминалот и понатаму цвета и имаме ситуации во кои не само што не се казнува постоечкиот, за кој знаеме и слушнавме, него создаваме и нови случаи, во кој повторно нема разврска или барем има сомневање во тоа кој се учествувал на високи позиции и повторно го допираме дното, кој онака допрено и никако да се издигнеме нагоре, еднаш за секогаш да прекинеме со неказнивоста, да почнат политичарите да имаат одговорност и образ и да почнеме да бидеме држава. Професор, морам да ме извините со колегата, не сме биле до сега противници, обично сме биле од иста страна, па еве прилика малку да се спротивставиме. Значи, сакав само една работа, пошто ме поттикна. Не е поентата само одговорност на политичарите. Поентата е одговорност, кога веќе зборуваме за обвинителството, поентата е да постои одговорност и на самите јавни обвинители. Апсолутно и суди, и тоа многу пати сме го разговарале. Тоа е основната работа. Ние од една страна се стремиме кон Европа, се стремиме кон европеизација, кон усогласување на нашите законодавства и се усвојуваме, ратификуваме меѓународни договори и инструменти, но ништо од тоа не практикуваме и не го внесуваме да го имплементираме во вистинска смисла на зборот. Значи, постојат безбројни, да не оптоварувам, да ги именувам, препораки на Совет на Европа, упатства, насоки за тоа која е одговорноста на обвинителите, како да постапуваат, значи, која е нивната позиција од аспект на независност и така натаму. И сега, ова го кажувам апропо она, тек така ние сега одеднаш кајде систематизација, тоа не се работи што може да се сменат тек така преку ноќ.
Значи, за тоа треба на вистина некој предходно работел на сето тоа, да направи анализи, да погледне и постојат насоки, постојат препораки по кои што ние треба да се движиме и да ги следиме. Најлесно е, закон да, може да напишеме да имаме, меѓутоа што во пракса правиме од сето тоа. Но клучно е, затоа ќе речам, не го коригирам, него еве се спротивставувам со колегата, не е поентата само во одговорност на политичарите. Во крајна линија, да, политичарите креираат нешто, меѓутоа главната улога имаат оние кои што треба да постапуваат. Да, тука ми беше пречањето, професорке, бидејќи, еве и ова второ сценарио, систематизација, постојано се некако во фокусот предметите, особено оние кои што се во судска постапка, се друго што е во СЈО, во фаза на истрага, доказни други материјали пред истрага, се останува под клуч. Немаме причина да не веруваме дека тоа ќе биде така, но колку овие решенија и натаму се реални, правни, издржани, или колку е само импровизација, бидејќи огромен потенцијал во тоа специјално јавно обвинителство останува со нејасна судбина, а не се само обвинителите, може би беа лицето присутно во јавноста. Тука се истражители преземени од други институции. Ново примени во кои што се вложени многу средства за обука и во странство. Кадри кои што тоа обвинителство ги произвело, а за кое што редовното обвинителство буквално плаче да ги. Добро, би сакала јас да се надоврзам малку на адвокатот Давидовиќ. Освен одговорноста, би сакала да видам и поголема внимателност кога бираат луѓе. Македонија е земја со 2 милиони луѓе, ние не сме 80 милиони, па да бираме случајно еден човек што не чини во една толку важна државна институција, и тука треба да бидат малку повнимателни во иднина кога ќе бираат луѓе на високи државни функции. И сега прашањето вие за колку е издржливо сега да продолжат овие, не вие разбрав околу втората варијанта која што се споменува за систематизација на нова систематизација на јавното обвинителство, во кое што на обвинителството за организиран криминал, во кое што би биле преземени и дел од обвинителите во СЈО. Што е со другите? Со другиот персонал? Другиот персонал во СЈО. Па, логички тие уште една година, доколку што важи законот, имаат сигурно работен однос или договори на дело за работа во специјалното јавно обвинителство. Понатаму, мислам дека и тие ќе треба да се снајдат. Немам некоја идеја што ќе стане со тие. Евентуално, ако се формираат истражните центри во сите обвинителства, тие истражители да се распределат во истражните центри кои што ги предвидува актуелниот закон за кривична постапка, другите ќе треба да се снајдат. Мислам, едно лошо постапување на една индивидуа има последици за поширок круг луѓе во оваа ситуација. Не сме да биде така. Тоа е оно што упорно го кажуваме. Не може заради постапките на Катица Јанева, кој и да е, да страдаат многу луѓе. Затоа е потребен закон, затоа е потребно систематско и системско решение, никогаш повеќе да не се доведуваме во ваква ситуација. Илузорно е, ние не само што сме мала, него сме и сиромашна држава. Или барем не сме толку богата држава, за да можеме да се откажеме нешто што веќе го имаме. Една Германија, една Америка не го прави тоа. Вие имате готов истражен центар. И никој не размислува што ќе направи со тој готов истражен центар, наместо да го преземе и да продолжи да функционира, без оглед каква ќе биде судбината на СЈО за другите обвинителства. Потребно и за организиран криминал, потребно име и на основното јавно обвинителство. Ама за тоа треба закон. Второ, тоа е оно што постојано упорно ви го кажам. Ајде да видиме до каде е со законот. Значи, имаше серија разговори, неколку варијанти на маса. Во петокот во телевизиско интервју, изнесувајќи детали од последните разговори, премиерот Заев понуди едно решение. Опозицијата денеска возврати со своји предлози. Да слушнеме дел од овие изјави.
Излеговме креативни заради тоа што сме растретени од било какви предрасуди. Одговорноста на сите во државата треба да биде да обезбедиме независен правосуден систем, независно обвинителство, независно судство, кое што ќе трага по евентуален криминал без разлика до кој води тој криминал. Без разлика. Во такви околности, ретко која демократска власт дава предлог, каде што опозицијата предлага шеф на обвинителство за гонење на висока корупција. Напоменувам, висока корупција е секаде, во секој случај каде што има барем еден избран или именуван функционер. Тоа значи председател на држава, пратеник, министер, премиер, директор на централно ниво, директор на локално ниво, градоначалник, било кој. Значи да гони висока корупција. Одма автоматски предметите потпаѓаат под него. Во такви едни околности ние го направивме тоа. Нека предложи опозицијата, парламентарно мнозинство бира, конечно верификува Советот на јавните обвинители, како што е по стандард за сите други избори на шефови на обвинителства во државата. Ние дадовме предлог каде што шефот ќе биде предложен од Мицковски, односно од опозицијата. Да, парламентарно мнозинство треба да го прифати и на крајот Советот на обвинители да го верификува. Во такви едни околности нашите црвени линии се иднината на предметите на специјалното јавно обвинителство. Тоа треба да биде црвената линија на сите во државата. Односно, предметите да не се уништат, да не се амнестират случаевите, да не се укинат, туку да имат своја иднина. При вакви околности предложивме: преземете ги јавните обвинители од специјалното јавно обвинителство во тоа висше обвинителство, за да може да продолжат предметите. Во такви околности предлогот е висше обвинителство, односно обвинителство за гонење на висока корупција, да дојде шефот на предлог на опозицијата. Парламентарно мнозинство да го избера, на крајот го верификува Советот на обвинители. Значи прво треба се најде сериозен обвинител за таква работа. Ако ги преземат сите обвинители, истражителите, вработените од специјалното јавно обвинителство, не може да одат на улица тие луѓе. Нека ги преземат и надлежностите да ги гонат предметите. Нека го презема и рекет, нека ги преземе сите предмети во државата. Сметаме дека е веќе доволно од изнаоѓање на нови хибридни решенија, како што беше она што го предложи господинот Заев, да се подели обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција на два дела, со што едното обвинителство би било за висока корупција. Ние сметаме дека досегашниот стандарден модел треба да се задржи, да остане обвинителството за гонење на криминал и висока корупција како единствено, неподелено обвинителство, да нема нови хибридни решенија, а самото превземање од страна на ова обвинителство на надлежностите на досегашното специјално јавно обвинителство, доколку се донесе закон за истото, да вклучат и методологија за избор на новиот обвинител за организиран криминал, при што опозицијата, собранието и комисијата за избор и именувања ќе имаат битна улога. Предлагаме методологија која што ќе даде сигурност дека нема власта да го има последниот збор и да избере владино подобен обвинител од типот на господјата Русковска, туку опозицијата предлага од оние кои што ќе конкурираат за тоа обвинителство една личност, доколку тој предлог не помине, се повторува постапката уште еднаш. Доколку теоретски тој предлог не помине, тогаш опозицијата и владеачкото мнозинство имаат можност заеднички да предложат личност до Советот на јавни обвинители. Доколку и тоа не се случи, тогаш опозицијата го задржува правото да предложи тројца кандидати до Советот за јавни обвинители, кој што ќе одлучи, согласно високите стандарди во законот, кој од нив би бил избран за обвинител за организиран криминал и корупција. Не треба да дозволиме седнале лидерите, партиите, кога им текна да менуваат обвинители. Вилма Русковска има мандат од 4 години, 10 месеци досега обвинител. Вилма Русковска води многу предмети, лично таа и незиното обвинителство. Едни се рекет на станите од 27 април и многу други. И тоа е уште една причина да не буквално испраќаме порака дека политичарите меѓу себе тајно на работни групи средби се договарат
каде што има допирни точки таму каде што тоа не е дозволено, а тоа е во делот на независното правосудство. Затоа е убаво да се разгледува решението за воспоставување на обвинителство за гонење на висока корупција. Но низ работните групи ќе ги разгледаме предлозите. Сега прв пат слушам од вас дека е дојден таков предлог, секако јас можеби сум патувал, не сум информиран према струга, према Кјафасан овде, ќе ги разгледаме сите предлози. Секој предлог е вреден за внимание и заради тоа што целта ни е да постигнеме договор. Ете, тоа се предлозите што се на маса. Професор, ке се измеша во меѓувреме, се додаваат, се одземаат работи во текот на преговорите. Впрочем, преговорите стартуваат со тој предлог уште во февруари-март, кој што беше за 2 обвинителства. Потоа имавме едно обвинителство за организиран криминал и висока корупција. Сега последниот предлог е повторно 2 обвинителства. И сега оваа дебата околу тоа дали ќе биде тој што опозицијата го вели хибриден режим, 2 обвинителства и суштинската расправа или несогласување околу тоа кој ќе го води обвинителот. И сега кој е според вас најоптималното решение, бидејќи се тоа што го гледаме во преговорите и што ни се сервира дел по дел, на дел од социјалните мрежи беше така иронично искоментирано, па добро, нека има тројца, еден за власта, еден за опозицијата и еден за нас, обичните смртници. Добро, да не беше разочарувањето што го истрпивме со последните случувања, без двоумење би кажала дека треба да има за висока корупција, јавно обвинителство за висока корупција, организиран криминал и корупција да остане и да има уште едно за висока корупција во кое што ќе се наметнат случаите од специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, последните случувања некако ми даваат да кажам дека подобро е да имаме едно, па да биде цврсто, со соодветни луѓе, да биде самостојно и непристрасно, не независно. Законот го предвидува јавното обвинителство како автономно, самостојно и непристрасно, не независно. Судот е независен и непристрасен. Да имаме едно, ама сигурно, отколку да имаме повеќе 2, 3 или повише обвинителства и обвинители. Пошто сето тоа може да ни се врати во иднина пак како бумеранг. Кој може да ни гарантира сега во ова позиција дека изборот евентуален за челник на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција нема да постапи како што постапи Катица Јанева, господја Катица Јанева. Јас сум била една од тие што сум ја поддржувала низината работа и сега некако немам оптимистички видувања дека во иднина пак нашите нема да сгрешат и да прават слични афери, со кои што ќе ни го вратат како бумеранг сета доверба што им ја даваме. Кому да се остави тој кому да се остави тој избор на тој обвинител, ако и сомнежите и за составот на тие повисоки тела кои што би се грижеле постојат? Мислам дека правосудството функционира како систем. Не можеме да бараме да имаме Совет за јавни обвинители да биде одличен, кога сите други сегменти на правосудниот систем не се ни добри, не е многу добри, току не се ни добри, ако смеам вака да ги оценам од надвор. Може, например, да се најде решение да се објави конкурс, да се јават лицата кои што ги имаат, кои што ги исполнуваат условите. Ја не знам дали се овие веќе договорени во врска со условите или профилот на идниот јавен обвинител и да се пази да се соберат малку повеќе податоци во врска со пред се моралниот интегритет на личноста која што ќе биде избрана. Јас исто така не сакам да се повторам, ние не сме 80 милиони или 100 милиони, ние сме мала држава, релативно мала држава и мислам дека информации има за или може да се соберат за лицата кои што конкурираат на тие места. Давидовиќ па Николовска околу истиви дилеми. Прво концептот, па потоа начинот на Јас сум за тоа да има 2 обвинителства, вака ако ни се случи ќе имаме едно здраво кој ќе го суди другото.
И onda сме во ред имаме стално дупли органи кои што може да функционираат ово да се нашало. И не, тука има и многу процедурални проблеми. Например, имате висок функционер во моментот кога истрагата, например, ќе утврди дека за него нема основи за кривично дело, ќе треба да имаме примо предавање од едното на другото обвинителство. Која формата е баш седно? Која ќе биде суштината е многу битно, а до сега не се водеше сметка за суштината, како се водеше за формата, дали ќе имаме две обвинителства, со кои надлежности ќе бидат и колку убави обвинители ќе имаме во едното или во другото, за да ги сместиме едните или другите. Ама за суштината не се размислуваше, а тоа е да се направи реформа во обвинителството и да се повикаат на одговорност и евалуација на нивната работа до сега, да се воспостави институт на одговорност и отчетност на секој обвинител и да добие заслужена казна за своето неработење или работење кое има за цел партиски или некаков друг интерес, нешто што и до сега не се случувало, а тоа лесно се регулира, само ако постои желба, волја и казна на крај за таквото однесување. За жал, ние се уште размислуваме за формите, а не размислуваме за суштината. Нас ни беше кажано, и ние сами меѓу себе зборевме дека е потребна реформа. Реформи не се направија, не се направи ни една од реформите за која апсолутно ни беше кажано дека мора да се направат. Не се направија ни реформите, ни не се смени начинот на функционирање на обвинителството, кој сме веќе конкретно кај него, заради што и се воспостави и се формираше специјалното јавно обвинителство. Господи Николовска, многу различни концепти, дали тоа до таа суштина за која што зборува Давидовиќ може да се стигне без тоа што се најавуваше како почеток, без ветинг. Или било без оглед каков друг термин ќе се употреби. Работата е во тоа што треба да се допринесе на крајот за едно ефикасно обвинителство и за работа од страна на обвинители кои навистина ќе ја сработат работата. Тоа е она што преска го напоменав, кога ние би ги следеле сите меѓународни препораки, документи и договори кои што ги имаме ратификувано, тогаш би знаели како да постапиме. Не можеме да си играме вака и да измислуваме решенија, бидејќи сепак се ова суштински работи и денеска да ни текне. Едно нешто да смислиме, ај чекате сега две обвинителства, па задутре некому нешто друго ќе му текне, затоа што за жал гледам дури и од она сега што беше еве и од изјавите од се, на некој начин како лично препукување, а не е суштината за да се најде решение. Мислам, еве сега ја слушав и изјавата нели на премиерот, предлага да во ред шефот на обвинителството да биде предложен од Мицковски, односно од опозицијата. Ви се молам, суштината е да најдеме решение, да најдеме како ќе се движиме понатака и некој кој што навистина ќе го гони криминалот, а не да се врзуваме за имиња и за ова или за она. Ме разбирате што е поентата? Значи, тоа е она што сакам да кажам. И да, точно така. Прво и основно, за да како може да се дојде до таа точка, бидејќи од друга страна имате и опозиција која што вели, ние не прифаќаме ништо што не е на наш предлог. Едноставно не веруваме. Да, треба да гласат. Па знаете како мислам? А треба и да гласаат. Апсолутно, но после се ова што се случи за така краток временски период, не изненадува неверувањето. И пак мислам дека се враќаме на почетокот, дека и едните и другите сносат подеднаква вина. 50% самото СЈО за купувањето, а по 25% после овие изјави особено и опозицијата и власта. Тука одиме со пауза за реклами, па се враќаме со анализа на оние последни 50% кои што предпоставувам ги спомна професорката, а верувам се должат на аферата Рекет.
Се враќаме назад во студиото во завршница на дебатата со она што беше повод за сето ова што се случува околу специјалното јавно обвинителство и што ги предизвика сите големи разочарувања. Беше споменато, господин Николовска, неколку пати околу интегритетот, кредибилитетот на јавните обвинители, меѓутоа сепак може ли однесувањето на една личност, иако тоа во овој случај беше лицето и формално правно се на таа институција да се пренесе на сите. И можело ли конечно загатна професорката некои интересни сегменти, можело ли конечно рекет да се случи меѓу толку мала група на луѓе или допрва може да очекуваме 1, 2 и 3 сега да не звучам како во мродото мене. Знаете како? Тоа што се случи ги шокираше сите. Во тоа сум убедена. Меѓу другото, најде на едно големо разочарување кај сите оние кои што на некој начин веруваат дека СЈО можеби нешто и ќе постигне и ќе сработи, затоа што е незамисливо првиот човек на институцијата која што треба да се грижи за спроведување на правда и за да се гони криминал, да биде, јас морам да ја почитувам сепак презумпцијата на невиност и не можам да кажам дека на вистина е инволвирана, се дека тоа не се докаже. Но, од друга страна, како и сите обични граѓани, нејзината улога и функција е сосема поинаква од останатите граѓани. Па така да секој сомнеш директно влија и фрла сомнеш врз институцијата како таква. И згора на се, мислам дека на вистина се дава и премногу простор еве во последниот период, пак да го навратам моментот со предавањето на предметите на СЈО се случува на база на нејзино одобрување или согласност, како и да се каже, додека е во притвор. Мислам, знаете што тоа се незамисливи работи според мене како практичар. Јас еднаш неделно сигурно посетувам своји клиенти во притвор и многу добро знам како оди комуникацијата и колку може и колку не може. Пошто тука само сакам да се надоврзам уште една работа и ќе оставам простори за колегите. Исто така имаме случај, една споредба, сакам бидејќи тоа ми е спорно и ми остана како спорно, сакам една споредба. Имавме предмет познат шпански скали, кој што СЈО отфрли, сметаше дека нема таму простор за обвинение, меѓутоа обвинителството за организиран криминал превзема. Знаете како ќе му дојде таа споредба сега, согласноста дадена од Катица Јанева, би била иста како луѓе во кои што се таму во притвор, раководители на одредени сектори во Министерството за транспорт и врски да издаваат од таму дозволи за продажба на земјиште. Да даваат согласности. Така да сметам дека многу работи погрешно се поставија и многу работи во погрешна насока отидоа, што за жал фрла дамка и врз нашата земја и врз, да кажам, правосудството, иако не би сакала да генерализирам. Не значи дека ако еден обвинител постапил така, дека и останатите постапиле така, но за жал, конкретно со СЈО, се создаде една голема црна дамка. Да видиш колку се во право оние што велат дека рекет треба да биде опомена за она што ја рековте вие евалуација, некои го велат ветинг, бидејќи ако се нурне длабоко и низ анализа на поголеми случаи и некои помали, можат да се видат многу мали рекети, ракети, петарди и низ историјатот на обвинителството. Абсолютно и не само обвинителството, и судството, и судиите. Ние за жал тоа не го направивме, точно е тоа. И тоа многу лесно и се спроведува и многу лесно е да го направиме. За жал нема политичка волја, нема изгледа на никаква волја тоа да се случи. И затоа продолжуваме да функционираме вака, без да заздравиме она што е и да го исечеме она што е метастазирано. Арно, ама морам да кажам, за волја на вистината, да не биде само критика, дека однесувањето на еден обвинител
никако не може да значи дека и сите други учествувале. И јас многу пати кажав и многу пати затоа и потенцирам дека треба до крај да се утврди одговорноста на сите, поединечно, за да луѓето кои што биле во специјалното јавно обвинителство, и не само таму, него и во другите обвинителства и судовите, каде што имало сомневање за многу незаконити дела, бидат испрани и ослободени од таа дамка, која не сакајки луѓето ја ставаат и на нив. Таму има врсни обвинители кои навистина се трудат и си знаат својата работа. Ја најголемиот дел и лично ги познавам. И штета е ако таа дамка остане на нив. Зошто пред малку толку бурно реагирав дека само за суштината не се зборува за формата. Вие имате основно јавно обвинителство Скопје, каде што фалат 40 на обвинители. Имате основно јавно обвинителство Свети Николе, кој има еден обвинител кој е пред пензија. И да не набројувам, немате представа какви се условите на обвинителството во Велес, во обвинителството во Струмица. Ама ние не разговараме за тоа. Не разговараме за суштинските проблеми и за суштината. Разговараме за политичката волја, поени и препукување меѓу две политички партии за кои личности, кој каде кого да стави. Па, навистина е доста од сето тоа. Професор Кезендели, кога велите, односно рековте, преголем случај за да биде поттикнат, осмислен, реализиран од толку мала група на луѓе, барем, кои што досега ги знаеме и кои што се осомничени, мислевте на што? И алудирате на што? Првин ќе се надоврзам. Мислам дека индивидуата е многу битна. Вистина е дека треба подобри услови да имат нашите обвинителства на секаде низ Македонија, меѓутоа и една индивидуа е многу битна. Не може да не се занимаваме кој ќе биде следниот, кој што ќе има такви високи надлежности, ако го има. Што се однесува до случајот Рекет, сега тоа више одреден дел видовме, луѓето разговараат за Рекет, има одредени информации што кружат во врска со случајот Рекет и јас мислам дека истрагата треба да биде сеопфатна и стојам на тоа што го реков, знам на што целите, дека не ми се верува дека 3/4 се само вмешани во таа афера. Мислам дека треба да биде сеопфатна и сите тие што поддржа Рекет во овој случај за империја или во други случај треба да одговараат. И тек тогаш ќе знаеме колку се другите обвинители, вистинските, за да водат такви битни случаи за кои ќе очекуваме правда. А патот би водел до други структури во обвинителството? Тоа више е прејудицирање. Ја не сакам да се занимавам со прејудицирање овде, меѓутоа има постапки, има докази, еве сега и технологијата го прави своето, ни дава можности да видиме нешта кои што, например, пред 100 години никој не би можел да ги види, да ги гледа тие снимени разговори, аудио, видео записи. Тоа оставаме на времето, меѓутоа, според мојата логика, јас пак не верувам дека 3/4 се само во Рекет. Мислам дека кругот е поширок. Сосема на крај, професорке, и сосема тешко е за професорите. Тоа во неполна минута, бидејќи го промашивме терминот, отворивме многу дилеми за кои зборувавме во минатото, ке се зборува веројатно со секој нов човек, со секоја нова одлука. Чаре? За се да се постави на вистински правен колосек. Ветинг. Мислам, јас сум за ветинг. Сум била и пред 2-3 години, сум и сега. Ветинг на правосудните институции, и на јавното обвинителство, и на судовите, а зошто да не и на адвокатите, за да можеме и овие да ги гледаме на врвни позиции во судството и во јавното обвинителство. Исто, немам што ново да кажам од она што од секој сум се залагал. Дали ќе го викаме ветинг, дали евалуација? Апсолутно е седно. Дајте да ја утврдиме одговорноста, дајте да бидат институциите транспарентни, дајте да ги затвориме со мрежите и навистина се дознае правата вистина и да се утврди одговорноста на чинителите. Николовски? Тука некаде, би рекла.
тука некаде со тоа што навистина комплетна промена. Доколку сакаме да успееме и да постигнеме нешто. Не можете вие некој што има вградено одреден систем на сваќање да му го смените сега со што сакате. Значи, промена. Ви благодарам на сите за вечерашното гостување во Топ тема. Останете и натаму со Телма.